Добър ден, почитувани ученици! Денес ќе работиме училница по предметот конструкција на обект. За денес наставната тема е конструкција на машка кошула. Наставна единица, скица, опис и анализа на машка кошула и конструкција на основен крој на машка кошула и моделирање. Кои се целите на часот? Ученикот потребно е да стекне знаења, вештини и компетенции за да врши детален опис и анализа на моделот, да врши одредување на главни мерки на телото, примена на формули за пресметување помошни мери за конструкција на машка кошула, примена на редослед на операциите за конструкција на основен крој на машка кошула, моделирање според скицата на моделот кој што е зададен и да развива чувство за креативност. Потребен прибор за овој час е молив, гума, мерило во размер 1:4, линеар, криволинеар, тетрадка А4 формат, дрвени бои или фломастери. Овде ни е дадена скицата на моделот. На левата страна ни е прикажан предниот дел на машката кошула, додека на десната страна ни е прикажан задниот дел на машката кошула. Од описот можеме да видиме дека на скицата е представен класичен крој на машка кошула со едноредно закопчување со 7 копчиња и исто толку ивики, односно руби. Првото копче е настојачкиот дел на јаката, од јаката, а на останатите се нашиени на десната страна на предниот дел, на растојание од 6, односно од 8 см. На рабовите од предните делови има два пати подвиткана лајка, со ширина како преклопот за закопчување. На предната лева страна, на висина на гради, моделот има мал наширен џеп. Од скицата можеме да видиме дека еве ги копчињата на предниот дел, кои што се на растојание од 6 до 8 см и лево во висина на градите има поставено џеп. Задниот дел е составен од два дела, платка и долен дел, односно грб. Во составот на платката и долниот дел, блиску до ракавот, има две мали палци. Еве е платката, еве го задниот дел, односно грб. И во составот на платката и задниот дел има две мали брушки. Ракавите се долги, едноделни, со две палци. Во составот со манжетната и прорез, односно шлицата, кој е изработен со лајка. Закопчувањето на ракав е со едно копче и ивика на манжетната која е дводелна. Кошулата има дводелна јака и е намената за повеќе прибори. Од скицата можеме да видиме дека ракавот е едноделен со манжетна и со прорез и едно закопчување. И јаката е дводелна и е намената за повеќе прибори. Значи имаме дводелна јака која што е намената за повеќе прибори. Анализа на модел на машка кошула. Од основен материјал имаме преден дел, заден дел, платка, јака, подјака, џеп, ракав, манжет и лајсна за шлиц на ракав. Овој модел има 18 кројни дела кои што е составен од основен материјал. Меѓупостава или помошен материјал имаме јака, подјака, манжетна, лајсна, десна и ова меѓупостава, односно помошен материјал, за овој модел имаме 5 кројни дела од меѓупостава или лепенка. Главни мери за овој час се зададени. Висина на тело 177 см, обем на гради 100 см, обем на половина 90 см, обем на колкави 104 см и обем на врат 40 см. Овде ни се прикажани помошните мери, должински и ширински мери. Во оваа табела имаме прикажано додатоци за удобност кај машка кошула, односно додатоци за комотност кај машката кошула, за телесна, тесна, нормална и широка стаса. Должина на ракавен израз, ширина на грб, ширина на ракавен израз, градна ширина и додатоци кај ширинските мери. Врз основа на главните мери, овде вршиме пресметка на помошните мери.
Најпрво вршиме пресметување на должинските мери, должина на ракавен израз, должина на грб, должина на крој и предна должина. И овде вршиме пресметување на ширинските мери. Ширина на вратен израз, ширина на грб, ширина на ракавен израз и градна ширина. Овде, за да може да видиме дали е точна пресметката, вршиме пресметка. Ширина на гради, ширина на ракавен израз и градна ширина. Од конструкцијските мери излегува 57,5 cm со додатоци за комотност и врз основа на оваа равенка добиваме 50 cm плюс додатоци за комотност 7,5, значи добиваме исти резултат. Значи вршиме контрола која што треба да покаже точна пресметка, со цел да може да се започне со конструкција на основен крој на машката кошула. Овде ни е прикажана шемата на конструкција на машка кошула и крој наименување на основните линии на основниот крој. Значи, овде ни е прикажан задната средина, страничниот шев, предната средина, линијата на кројот, линија на половина, линија на гради, ширина на вратен израз на заден дел, рама на заден дел, платка, ракавен израз на заден дел, ракавен израз на преден дел, линија на рама на преден дел и линија на вратен израз на преден дел. Овде ни е прикажана конструкција на основен крој и моделирање на машката кошула. Значи, најпрво започнуваме со конструкција од десно кон лево. Започнуваме со точка 1. Точка 2 нанесуваме должина на ракавен израз. Од точка 1 до точка 3 нанесуваме должина на грб и од точка 1 до точка 4 нанесуваме должина на крој. Од 2 до 5 нанесуваме ширина на грб. Добиваме точка 5, повлекуваме вертикална линија нагоре и во пресек со точка 1 ја добиваме точка 6. Од 5 до 7 нанесуваме една половина од ширина на ракавен израз. Ја добиваме точка 7, повлекуваме вертикална линија надолу до должина на кројот, ја добиваме точка 8 во пресек на должината на грбот или во пресек на точката 3 и точка 9 до должината на кројот, во пресек со точка 4 ја добиваме точка 9. Од 1 до 10 нанесуваме ширина на вратен израз. Подигаме 2 cm нагоре и спојуваме со криволинеар кон точка 1. Добиваме точка 11. Од 6 до 12 спуштаме 2 cm надолу и спојуваме со точка 11. Спуштаме лево 2 cm и ја добиваме точка 13. Значи веќе ја добивме линијата на рамото и вратниот израз на задниот дел. Од 5 расстојанието од 5 до 6 го мериме и го поделуваме на 4 еднакви дела. И ја добиваме точка 14 и повлекуваме 1 cm на лево, точка 15. Од 1 до 16 спуштаме од 6 до 7 cm, ја добиваме точка 16, повлекуваме хоризонтална линија на лево, во пресек со линијата 6 и 5 ја добиваме точка 17 и 1 cm спојуваме, значи го добиваме ракавниот израз на задниот дел на машката кошула. 17 до 18 додаме 3,4 cm и од 17 спуштаме 1 cm нагоре, надолу, на лево 1 cm до точка 19, ја добиваме точка 19', значи овде ги поделуваме овие два кројни дела. Задниот дел, односно грбот и платката на задниот дел. Од точка 7 кон точка 20 е истото расстојание колку што и од 5 до 7, значи една половина од ширина на ракавен израз. Од 20 до 21 ни е градна ширина, ја добиваме точка 21, повлекуваме вертикална линија надолу до должина на крој, ја добиваме 22 и повлекуваме нагоре вертикална линија и од 21 и од 22 и од 20. Од 21 и од 20 точките повлекуваме, нанесуваме предна должина и ги добиваме точките 23 и 24.
24. От 23 към 25 нанесуваме ширина на вратен израз и от 23 към 26 нанесуваме ширина на вратен израз плюс 1 см. И споюваме овие две точки с помощ на криволинеар, така ще го добавим обратният израз на предния дел на машката кошула. От 24 до 27 нанесуваме 3 см над. И споюваме со точка 25 и продолжуваме надесно. Во пресек на линијата 25 и 27 ние добиваме точка 28. Ова разстојание 29 е исто што и од 5 до 6. Значи од 24 до 20 мериме разстојанието, го делиме на 4 дела. Ги спојуваме со искркината линија овие две точки, ги спојуваме со 28, 0,5 го делиме разстојанието од 0,5 см на лево и со криволинеар ги спојуваме овие точки. Значи овде го добивме ракавниот израз на предниот дел, линијата на рамото и вратниот израз на предниот дел. Значи ова ни е основна конструкција на машка кошула. Прикажан модел на машка кошула. Овде на левата страна ни е прикажано мало моделирање на машката кошула според скицата која што ни е зададена. Од точка 11 и од точка 13 додаваме плюс уште 2 см нагоре на задниот дел. Додека од точка 18 вршиме испрекината линија, додаваме испрекината линија до должината на кројот. Од 25 и 28 одиме 2 см надолу на предниот дел. Од точка 26 1 см на лево, 1 см на десно. И од 22 1 см на лево, 1 см на десно. Со цел да се изврши формирање на лајсната и формирање на илиците и копчињето на преден дел на машката кошула за закопчува. Во висината на градите имаме формирано џеп на машката кошула. Од точка 20 одиме на лево 3 см, нагоре 2 см и хоризонтална линија налево 11,5 см. Надолу 12,5 см формираме џеп на преден дел на машката кошула. Овде во десното ќоше одиме 1,5 см нагоре, 1,5 см надесно. Во десното ќоше 1,5 см налево и 1,5 см нагоре. Значи овде се формирани ќошинката на џебот на предниот дел на машката кошула. И врз основа на тоа е извршено моделирање на машката кошула. И овде од точка 8 надесно 8', 1 см и од точка 8 кон точка 8 секундум налево 1 см. Значи вршиме мало устручување на машката кошула. Значи врз основа на сето ова ни е прикажана конструкција на основен крој на машка кошула и вршиме моделирање на основен крој на машка кошула. Овде ни е зададен опис на заден дел на машката кошула, детален опис како се врши конструкција на основен крој на машка кошула. Опис на преден дел на машка кошула и како се врши моделирање на машката кошула според дадената скица. Според ова, дојдовме до заклучок дека според дадената скица на модел направивме опис и анализа за да биде јасна конструкција. Врз основа на главните мери за големина 40 со формули извршивме пресметка на помошните мерки кои служат за конструкција на модел. Со помош на помошните мерки конструиравме основен крој на машка кошула, извршивме моделирање на основен крој кој што го направивме соодветно на скицата на модел. Извршивме прилагодување на рамениот џеп според анатомската градба на телото, благо стеснување во страничен шев, позиција на платка, џеп, преклоп, лајсна, илики или копчиња. За домашна задача имате да се изврши конструкција на основен крој на нормална машка кошула со следните главни мери. Висина на телото 171 см, обем на гради
92 cm, обем на половина 82 cm и обем на толкови 96 cm. Ви благодарам на вниманието.